кој ги предизвика дефектот на водоводната цевка во Влае. Дефектот во текот на вечерта го остави речиси цело Скопје без или со намален притисок на вода. На терен утрово е колегата Мартин Арсов, го вклучуваме во живо во овие вести. Мартин, проблемот со водата е веќе надминат, но што се случува на терен во моментов? Така е, Деспина, полека се стабилизира водоснабдувањето во Скопје, откако вчера овде на улицата каде што се наоѓам јас во Скопско Влае пукна цевка и предизвика поплава. Поради тоа поголем дел од Скопје немаше вода или пак имаше намален притисок. Ние сме овде од раните утрински часови и слободно можам да кажам дека веќе неколку часа тимови на јавното предпријатие Водовод и канализација активно работат на санација на дефектот. Од она што е соопштено од предпријатието Водовод и канализација е дека до ова дошло поради снемување на струја. Во соопштението испратено до јавноста се вели: поради повеќе краткотрајни прекини на снабдување со електричната енергија во регионот кај бунарите на Лепенец, предизвикана е варијација на притисокот на пумпниот систем од бунарите кон градскиот цевковод од каде се дополнува водоснабдителниот систем. Како резултат на прекините на мрежата на електрична енергија настанати се два дефекти истовремено на главната водоводна линија F600, како и дефект во шахта на F400 на еден од бунарите. Како што кажав, Деспина, екипите на Водовод и канализација од рано утринава работат на санација на дефектот. Во меѓувреме Сител се обрати и до Евана за да прашаме што точно бил проблемот и зошто дошло до тие краткотрајни прекини на електричната енергија. Оттаму очекуваме одговор во текот на денот. А ние поразговаравме и со жителите кои што живеат на оваа улица и во околните улици. Тие пред камерата на Сител посведочија дека синоќа слушнале буквално експлозија овде на улицата и тие снемале струја на одредено кратко време и посведочија дека улицата наликувала на река бидејќи била поплавена. Да погледнеме што ни рекоа граѓаните. Се случи вчера околу 20:30 часот експлозија имаше. Јака експлозија, која таа експлозија бевме принудени да излеземе да видиме што се случи. Истовремено и снема струја, ама струјата за кратко време дојде, така да излеговме надвор, видовме многу страшна работа, така да тоа стварно мислам не е секојдневно и не може да се види тоа. Таква вода, таков притисок, мислам и самата цевка си кажував и 600 кога се работи за напојување цел град пие таа вода. Внуката ми кажа цевка дека пукнала. Тоа било страшно, вика баба. И го сликала на ноата, тоа ептен. Многу. Така, Деспина, за сега немаме информации колку време би било потребно на екипите на јавното предпријатие да го санираат дефектот. Она што е добро е што веќе се стабилизира водоснабдувањето во целиот град. Ние остануваме на терен, секако целосната слика ја пренесуваме и во вестите во 16. Да, Мартин, детален извештај на оваа тема пренесуваме во следното информативно издание. Јас ти благодарам за овие информации во вестите.